Во општина Кисела Вода денес се спроведе голема акција за пошумување. Настанот вклучи засадување на 1000 чемпреси, донација од компанијата Джонсон Мети и хуманитарната организација Свети Спас. А истиот го предводеа градоначалникот на Кисела Вода Орце Ѓоргиевски и заменик генералниот директор на јавното предпријатие Национални шуми Кире Михаилов. Во оваа акција учествува и волонтери од Джонсон Мети, како и представници од локалната администрација. Се садеше во поголемите паркови, паркот на Шахот, како и во паркот Феникс во Драчево. Во периодот што следува ќе бидат засадени 500 брзорастечки дрвца, кои ги обезбеди општината Кисела Вода, велат од општината. Секое дрвце што го засадуваме денес е символ на нашата посветеност кон зачувувањето на природата и обезбедување подобар квалитет на живот за сите нас. Пошумувањето не е само акт на разубавување на просторот, туку и важен чекор во борбата против загадувањето и климатските промени, вели градоначалникот на Кисела Вода Орце Ѓоргиевски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска лично им врачи решенија за еднократна парична помош на 100 семејства кои имаат новороденче. Еднократната парична помош, која што редовно општина Центар ја доделува, е во висина од 7000 денари. Првиот човек на општината потенцираше дека општина Центар вложува многу во растот и развојот на децата. Децата се нашето богатство и нашата иднина, затоа и јас како градоначалник и ние како општина вложуваме многу во нивниот раст и развој. Посветуваме посебно внимание во квалитетен развој, но и во поминување на нивните школски денови. Ги подобруваме условите со цел да им овозможиме достоинствен престој во градинките и основните училишта, истакна Герасимовски. Вчера во 16 часот и 45 минути на местото викано Солунски пат во близина на границата со Грција, полицијата го уапсила 31 годишниот ЈМ од село Сингелик, Скопско, поради обид да превезе 6 мигранти. Со патничко возило Сеат Леон со скопски регистарски ознаки. Превезувал 6 лица мигранти, од кои 5 од Кина и 1 од Пакистан. Известен е јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Мигрантите биле пренесени во прифатно-транзитен центар Вино Југ Гевгелија и прифатниот центар за странци Газибаба во Скопје, стои во соопштението од Министерството за внатрешни работи. Општина Ѓорче Петров продолжува со напори за зголемување на безбедноста во сообраќајот, особено на критични точки во населените места. Во изминатите денови општината постави безбедносни столпчиња на најризичните локации во населбата, со цел да се намали опасноста од несреќи, како и да се подобри протокот на возила и пешаци. Овие столпчиња имаат за цел да го спречат нелегалното паркирање на возила и да создадат безбедна зона за пешаците, посебно на оние места каде што има интензивен сообраќај, велат од општината. Во исто време се изврши и бележење на пешачките премини на повеќе локации низ општината, што е од особена важност за безбедноста на пешаците, особено на местата каде што децата, учениците и родителите се најчесто присутни, велат од таму. Во наредните денови, информираат од Ѓорче Петров, општината ќе продолжи со уште една значајна мерка – поставување на така наречени легнати полицајци или успорувачи на брзина на локации со голема фреквенција на луѓе. Овие така наречени легнати полицајци ќе бидат поставени пред училиштата, градинките и на други фреквентни локации во општината. Во текот на вчерашниот ден уапсени се неколку млади лица во Скопје за дрога. Имено вчера на подрачјето на Газибаба, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода лицето МД, 20 години, од Скопје. Кај него била пронајдена и одземена марихуана. Истиот ден на подрачјето на Центар, полициски службеници од единицата за интервентна полиција го лишиле од слобода и 18 годишниот ЈМ од Скопје, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Уапсено е едно лице на територијата на општина Аеродром. Станува збор за 27 годишниот ТФ од Куманово, кај кого полицијата исто така пронашла дрога. Уапсени се и две лица на територија на општините Чаир и Карпош. По целосно документирање на сите одделни случаи ќе следува соодветен поднесок против сторителите, велат од МВР. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни.